Продолжуваме понатаму со програмата. Реков дека имаме многу занимливи содржини, а кога сме кај тие занимливи содржини, се разбира дека пчеларството е една од нив и имено како што веќе потенцирав да не се пчелите, ќе нема ни живот, ќе ми простат господата. Јас прво ќе најавам дамата која што е до мене, Магдалина Јовановска, но тука заедно со нас утринава и неговата екселенција Грегор Прескер, амбасадор на Словенија, а се разбира и мојот останат соговорник кој што исто така ќе зборува на оваа тема. Јас само се извинувам, станува збор за Дејан Антич од Адра Македонија. Многу листови, многу гости и сето тоа. Добре ми дојдовте прво. Добре најдовме. Се надевам дека убаво ни стигнавте, имаме убаво време утринава, вие имате и многу убави настани. Јас ќе почнам прво од господинот Антич, кој што веќе неколку години со Адра работи на развојни проекти поврзани со пчеларството. Ќе ни кажете, еве, што беше иницијација да се почне со сево ова и да се оди во оваа насока? Благодарам, Мелена, за поканата да гостуваме повторно во Сител телевизија. Поздрав до сите гледачи на Сител телевизија и утринската програма. Хуманитарната и развојна агенција Адра Македонија веќе 5-та година поред стана еден посредник помеѓу повеќе чинители во развојот на пчеларството во Македонија. Првиот проект пред 5 години, кога го почнавме, беше со поддршка од централата на Адра International во Соединетите Американски држави и тогаш успеавме да помогнеме околу 30 луѓе да се вратат на својата дедовина, да можат да се занимаваат со пчеларство. Тогаш направивме иницијални чекори во соработка со Факултетот за земјоделски науки и храна, со експертите таму. Работата убаво тргна. Пчеларите кои што пред 5 години почнаа со обука и кои што ги помогнавме и со опрема и со знаење и до ден денес се занимаваат, така да тоа е една многу убава успешна приказна. Временскиот период тогаш беше година дена. Убаво тргна работата и ние бараме начин да таа приказна продолжи, затоа што пчелата, пчеларството нели е прогласена за најбитно суштество на земјината топка за опстанок на човештвото. Така, јас неколку пати го потенцирав тоа до сега и навистина е многу важно. Амбасадоре, во Македонија одлучивте да се насочите токму на оваа гранка. Зошто? Па, треба да кажем дека, како што знаете најверојатно, 20 мај обележуваме Светскиот ден на пчелите. Светскиот ден на пчелите беше проглашен во Обединетите нации на иницијатива на Република Словенија. Пошто тоа беше пред 7 години, на 2017 година, пошто во Словенија има многу јака традицијата на пчеларството. И така, пошто знаеме колку важни се пчелите и други опрашивачи, ние не само да сме тука да некако потенцираме тоа, не само за пчелите, него и за други опрашивачи, кои се важни за наш биодиверзитетот, за производство на храна. И така, таа совест ние сакаме да ја прошириме по целиот свет. Пошто Обединетите нации се потврдиле тоа и така е. Ние работиме по целиот свет, така и тука во вашата земја. Тука сме препознали Адра као добар партнер и покренuli сме еден супер проект, значи за акнување на жените во пчеларство, пошто знаеме дека во секој општество треба некако да се потенцира предприемништво со жените, да се закнува нивна улога во општеството. Така да тука сме продолжили со тој проект, а не само тоа што радиме на подручје со пчеларство, со пчелите. На Светскиот ден на пчелите ова година ќе отвориме еден парк заедно со Адра и со Факултет за земјоделство во вашата земја, парк на пчелите, кој ќе биде еден едукативен парк каде сета јавноста може да дојде да види како што е важно, како се работи со пчелите, што тие требаат за да работат, да производат мед. Значи, на нас е важно дека
зајакнуваме свеста да пчелите не се важни само за медот, токму за производство на храната. И со тоа сакаме да прошириме тоа знање со дечињата. Затоа ова година сме покренили еден едукативен квиз, онлайн квизот, кој секој ден го објавуваме на нашата Facebook и Instagram страна од нашата амбасада, така да дечињата од основните училишта од 5 до 9 разред може да со квизот да се едуцират за важноста на пчелите. Еве, и на 19 мај ќе прогласиме победници на тој квизот и трите од тие победници ќе добијат вредни награди. А ево, до сега, мислам да повеќе од 3000 дечињата партиципират во овој квизот. Амбасадоре, ви благодарам што зборувате македонски, преубаво го говорите нашиот јазик. Сигурна сум дека ќе се служат. Секоја ви чест. Ја споменавте Магдалена, која што поточно го споменавте ефектот за жените вклучени во разни бизнеси и токму тука ќе продолжиме и така со разговорот. Магдалена, една од најуспешните млади пчеларки, колку што сум информирана, што ве привлече вас во овој свет? Ви благодарам најпрво за комплиментот и поздрав до сите гледачи на Сител телевизија. Па вака, јас имам да речем една неуспешна приказна со запишување на факултет во Словенија, што е најинтересно. Се запишав на факултетот, ме примија, меѓутоа имав проблем со сместување таму. Кога се вратив во Македонија, веќе ми беа тука истечени сите рокови за запишување на било кој факултет тука. И до викендичката во Кумановско имаме пријател што одгледува пчели. И мене некако ме привлече таа работа, интересна, пред се и пчеларството и самите пчели. И започнав на него да му помагам и да одгледувам пчели. На поклон од нив добив 4 семејства и така започнав со пчеларството. Во меѓувреме се запишав на земјоделскиот факултет, кој на почетокот на годинава го завршив и сум дипломиран земјоделски инженер по анимална биотехнологија. По препорака на професорот Александар Узунов во текот на студиите, како практикант влегов во пчеларската компанија Goldbricks, во која успешно работам 4 години и веќе сум координатор на активностите на терен. Така да важно е да се напомене за сите млади луѓе дека има простор за развој и напредување и во земјоделските гранки, не само во пчеларството, туку и во другите, и дека се повеќе треба да се трудиме да обезбедуваме храна, но не било каква, туку поквалитетна и побезбедна за населението. Магдалена, вие го споменавте Кумановскиот регион. Господин Антич, кои региони во Македонија најдобро функционираат кога е во прашање пчеларството? Каде се забележува најголем напредок откако почнавте со работа? Па видите, Елена, Македонија е изворедна земја за развој на пчеларството. Овој проект го работиме заедно со нашиот партнер Адра Словенија, нели, со поддршка од финансиските средства од Министерството за надворешни европски работи на Словенија. И тука што беше многу битно што заедно со партнерите и експертите од Словенија направивме многу добар спој со врвните експерти од Факултетот за земјоделски науки и храна во делот на пчеларството и лабораторијата за биологија и селекција на медоносни пчели, која, Елена, е светско, а наше. Значи, ние можеме сега, кога ќе се каже за нашиот експерт, професорот Узунов и неговите соработници, експертите кои што работат, кои што нели помагаат и во овој проект Жените пчеларки како двигатели на позитивни промени во Македонија, по бројот на научни достигнувања што произлегуваат од Македонија во светски рамки, веќе македонската школа за развој на пчеларството е високо препознаена. И ние успеавме да направиме Адра Македонија спој, нели како посредник, спој помеѓу научните достигнувања, нели науката си работи научни достигнувања, работа за научни достигнувања, резултатите. Ние успеавме
да сите тие работи што се постигнуваат да се применат во пракса. И ние успеавме кај да најдеме добри луѓе кои што ги заинтересиравме и што е убаво во овој проект и со поддршка од Словенија, од партнерите од Словенија и од донаторот, кој што беше многу флексибилен, да овозможи да ние во рок од 3 години успееме да поддржиме повеќе од 60 луѓе, 30 почетници и 30 веќе етаблирани пчелари со опрема, меѓутоа и со знаење. И науката прави научни достигнувања, ние Адра како Македонија успеавме да тоа веднаш го применат во пракса и да успееме да направиме една високо едуцирана класа на пчелари во Македонија да произведуваат на природен начин без хемиски состојки, пестициди и други недозволени работи. Производи кои што и понатаму исто така ќе помагаат не само на кога имаме здравствени проблеми и така натаму, се што произлегува од медот се правите и колку што сум информирана за сето тоа постои погон. Погонот, Елена, е добро што го спомнавте. Кажете ни за тоа. Добро што одлично прашање, благодарам што го спомнавте тоа. Адра Македонија во претходниот проект имавме намера, пошто се поврзавме со високонаучната институција Земјоделски факултет и експертите таму, успеавме да допреме до луѓето, да ги поттикнеме да се занимаваат со пчеларство, која што веќе станува све актуелна и поактуелна тема, во која што државите веќе треба повеќе и поквалитетно да инвестираат во оваа тема. Успеавме да пред донаторите да кажеме дека да, имаме луѓе, имаме наука, меѓутоа ни треба нова технологија. За таа нова технологија добивме средства да направиме, идејата беше, визијата да се направи еден погон, по примерот на позитивни искуства во Словенија, во Германија, во Србија, да овој погон им помогне на сите овие, значи тоа е погон за прием, пакување, прием, преработка и пакување на мед. Добро. Така да наместо 5000 или колку ги имаме пчелари во Македонија, сите да купуваат опрема, сите да купуваат центрифуги, целата идеја беше со помош на државата или со некој стратешки партнер, да они рамките од мед што ги носат од своите пчеларници, да ги донесат во погон и наместо да се мачат 20 дена и да бараат луѓе и така натаму, да ги донесат во погонот и за 2 сата ја добијат теглата на момент. И нив да им олесниме да можат да они да се фокусираат на квалитетот на медот и на другите производи од пчелата што ќе ги добиваат на пчеларникот. Да не се занимаваат секој да купува опрема, секој да ангажира луѓе, затоа што знаеме и сами, нашите млади луѓе се одселуваат од Македонија. Остануваат старите, кои што еден човек на пчеларник од 15 или 10 кошници е многу напорна работа. Меѓутоа, тој погон е моментално конзервиран и бараме сега поддршка од државата или од некои други партнери, да тој погон, по примерот во други земји, да се стави во функција за пчеларите и да им се олесни нивната работа. И нормално Македонија да произведува високо квалитетен мед. Иако тој погон заживеа, претоставувам дека ќе се олесни работата на сите пчелари. Кога сме кај пчеларникот, го споменавте, пчеларникот се наоѓа до лабораторија и ќе биде парк на пчелата. Амбасадорот го спомна. Дали може би се планирани посети на деца, дали може би е планирано како една авантуристичка страна повторно на нашата земја, да и кога ќе дојдат од странство туристи, видат на кој начин и како ние се однесуваме кон оваа гранка, која што е најважна за нашата екзистенција како род. Секако првенствено паркот и самиот пчеларник кој се наоѓа во склопот на лабораторијата за биологија и селекција на медоносните пчели е наменет првенствено за обука на студентите на Земјоделскиот факултет, но и обука на пчеларите преку различни проекти како што е
проектот од Адра Македонија и едукативни посети на деца од градинки, основни училишта, средни училишта и секако сите заинтересирани граѓани кои сакаат да се запознаат поблиску со пчеларството и самите пчели. Амбасадоре, еве ние ќе го одбележиме, вие го споминавте денот на пчелата, ќе ни кажете ли во Словенија како се одбележува денот на пчелата? Што значи за вашата земја тоа? Па, за нашата земја тој е премислено голем празник. Навистина, пошто знаеме колку се важни пчелите, сите опрашивачи. Значи, ние обележуваме тоа 20 мај ден на пчелите, во градинки, во училиштата, значи закнување на совеста, колку значи грижа за пчелите, за опрашивачите, пошто тие се загрозени. Тоа е јако битно да нагласиме. Загрозени се поради инвазивно земјоделство, употреба на пестициди, како што беше кажено, због намалување на животна средина и така натаму. Значи, тие се јако важни за производство на нашата храна. Така, например, ние секоја година, според значи, обележувањето на 20 мај, светскиот ден на пчелите, имаме секој трети петок во ноември, имаме облежуваме традиционален словенечки појадок, со кој некако исто подигнуваме на совеста на производство и на потреба на здравата биолошко произведена храна. Значи, тоа правиме во ноември, значи во мај и ноември се тие неки празници кои некако облежуваме значење на пчелите и на медот. Пошто традиционален словенечки појадок се составен од медот, млеко, леп, масло и воќе, јаболко, например. Така да, еве, многу е важно за нас и сите тие работи ние сакаме да ги прошириме во другите земји, пошто знаеме да без тоа нема живот. Амбасадоре, како ви се допаѓа во Македонија? Што е она што можеби од нашата земја најмногу ви е фасцинантно? Па, преубава е земја, навистина, преубави луѓе, добра рана, добро вино, добро дружење, навистина интересна историја, природа, така да има многу убави работи. Имате ли веќе некои омилени места? Ќе ви дојдат сигурно гости од Словенија, да речеме. Имате ли некои омилени места каде што сакате да ги прошетате вашите гости? Па, наравно, се традиционални места во вашата земја, Скопје, Битола, Охрид, да не планини, езера, така да има навистина преубави. А кога сме кај храната, што им велите? Што мора да пробаат кај нас? Па, најавно, ајвар, препознатиот тавче, гравче и тие работи. Сега ќе ве прашам уште едно прашање кое што е повторно поврзано со овие значајни проекти. Колку е, да речеме, словенската амбасада ангажирана и во останатите проекти во Македонија? Каде се сте распространети и на кој начин и нашата земја подпомагате со оглед на тоа дека и вие веќе како дел од Европа имате и навистина проширена мрежа и може и на Македонија да ја подадете рака во случајот? Па така, значи ние сме многу јако присутни во вашата земја од 2010 година во развојна соработка. Словенија како земја тука е инвестирала повеќе од 43 милиони евра во различни проекти во различни области. Значи многу се грижиме за животна средина, па сме инвестирали донирали во различни проекти во локални средини како значи за обновување на канализациони мрежи, пречистувачи за отпадни води, водоводни системи за прочистување на вода, енергетски системи, енергетска ефикасност. А така имаме и многу проекти кои имаат за цел за зајакнување на општеството, на економијата и на жените во предприемништво. Например, вчера подпишавме уговор со Зајничката комора, кога имаме отворено тренинг центар во општина Газибаба и во тој проектот со Зајничката комора ќе обучиме козметичарки во различни општини од вашата земја. Претходна година имавме со Зајничката комора проектот во пекарство, исто така жените во пекарство. Со Добродојде Македонија Велком центар правиме веќе трета година проектот, значи исто закнување на жените во предприемништво, во шиење, плетење, везење, ткаење.
Значи, многу жени од различни општини од вашата земја. Со Институт за земјоделство ќе имаме еден проект. Така да, значи, сето тоа е за подобрување на состојбата на економијата во вашата земја, а исто така имаме многу проекти со билатерална техничка помош, каде со нашите експерти помагнаме вашите експерти да што побрзо освајат реформи потребни за напредувањето на вашата земја во Европската унија. Затоа ние заедно бевме некогаш една земја, имавме истиот систем, така да е полесно да од нас кои бевме во истиот систем и направиме реформи кои се потребни за членство во Европската унија, да исто Македонија продолжи и направи полесно тие промени. Благодарам. Господин Антич, за крај, како можеме сите ние да се вклучиме за пчелите да успеат да ја остварат својата екзистенција, да не изумираат, а се разбира благодарение на тоа и ние да обстоиме? Да јадете повеќе мед. И она што би сакал да ја кажам, да ги поканам сите гледачи на Сителу и на македонската јавност на 20 мај во 10 часот пред платото на Земјоделски факултет ќе се одвива еден многу убав настан. Значи ќе го прославиме меѓународниот ден на пчелата, ќе прославиме и отварањето на паркот на пчелата, кој што е наменет и за пошироката јавност да се едуцира за пчелата. Тоа ќе биде една многу убава можност не само за децата, за сите љубители на пчелата и оние кои што не знаат многу за пчелата, што сакаат да дознаат. Тоа е како еден мал убав мало убаво рајско место во кое што ќе влезат во паркот, ќе се едуцираат, ќе видат за растенијата кои што се многу битни за пчелите, ќе видат и за предаторите. За предаторите кои што ги напаѓаат пчелите, така да една убава приказна ќе се случува на 20 мај во вторник. Ке дојдеме, а колегата Димитар Бабалков не чека на терен. Пред тоа амбасадорот сака само да се обрати, ќе ви дадам можност, не можам да... Можда една мала полкана на сите вашите мали гледачи од основна училишта да посетат нашите страници од Facebook и Instagram, да исполнат квизот, така да научат нешто ново. Договорено. Амбасадори, ќе ги поканиме нашите млади гледачи, јас сум сигурна дека се заедно со нас.